почитувани медиуми, почитувани граѓани. Дозволете ми да ви се обратам не само како подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, туку и како граѓанин и предприемач, кој како многумина од вас во моментов ги чувствува економските ефекти на COVID-19. Го разбирам вашиот страв. Коронавирусот комплетно го промени начинот на кој функционира светот и никој не е поштеден. Загрижени сте за својата иднина, за своите работни места и своите месечни примања. Драги предприемачи, знам дека ова е тежок период и за вас. Дел од вас беа приморани да го намалат обемот на работа. Некои мораа превремено и да ги затворат своите компании, а бидејќи преливите се намалени, многумина од вас се прашуваат како да ги исплатат платите на своите вработени на крајот од месецот. Ова се неизвестни времиња за сите, но мојата порака до вас денес е следна. Не сте сами во ова. Ке го надминеме ова заедно. Владата на Република Северна Македонија е свесна за проблемите со кои се соочувате и подготви нов пакет на економски мерки вреден 200 милиони евра со една јасна цел: да се ублаже економскиот удар од коронавирусот и да им се помогне на граѓаните, на работниците, на компаниите, на сите на кои им е загрозена финансиската состојба. За да ги зачуваме работните места, владата предводена од СДСМ овозможува директна помош од 14.500 денари по вработен за април и мај за сите фирми погодени од кризата. Со оваа мерка се таргетирани 35.000 компании, односно 50% од сите компании во државата. Би сакал да напоменам и дека дури 87% од шифрите на дејност се опфатени со оваа мерка. Ова практично ќе ја покрие целата нето плата на 75.000 граѓани, а на 180.000 граѓани ќе покрива до 75% од нивната нето плата. Не се заборавени ниту спортските работници вработени во спортските здруженија, како и самостојните уметници. И за нив е обезбедена минимална плата од 14.500 денари за месеците април и мај, како и придонеси преку Министерството за култура. Сите фирми погодени од кризата нема да плаќаат данок на добивка преку месечните аконтации. Кредитите кај банките и штеделниците се одложени од 3 до 6 месеци, а кај финансиските друштва за 3 месеци. Извршителите се одложени за 6 месеци. Во периодот на криза се забранува и одење на компаниите во стечај. Државата ја субвенционира каматата и со тоа нуди ликвидни средства на компаниите со 0% камата во износ од 13,7 милиони евра со 12 месеци грејс период и 3 години рок на отплата. На располагање на фирмите се јефтини кредити од 50 милиони евра со камата од 1% до 1,5% годишно. Казнената камата се намали за 50%. Законската затезна камата исто така е намалена за 50%. Граѓаните што останале без работа ќе земаат 50% од просечната плата што ја имале кога биле вработени преку Агенцијата за вработување согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Лицата на неформалната економија кои останале без приходи ќе земаат по 7.000 денари помош од државата за месеците април и мај. Со оваа мерка ќе бидат опфатени 20.000 нови домакинства кои веднаш ќе влезат во системот на социјална заштита, како и 30.000 веќе постоечки корисници. Се овозможува и одложување од плаќање на кирии за станови и деловни простори во државна сопственост за 3 месеци за граѓаните и фирмите погодени од кризата. Сите избрани и именувани функционери на државно и на локално ниво ќе земаат минимална нето плата од 14.500 денари за месеците април и мај 2020 година. Председателите и членовите на управни и надзорни одбори на јавни институции, председатели и членови на совети во општините, а кои се вработени, нема да примаат надоместок за време на трајање на кризата. Истовремено, владата веќе донесе одлука за забрана за нови вработувања и нови ангажирања во јавниот сектор. Донесена е одлука сите средства од заштита од непродуктивните трошоци да се пренаменат за справување со здравствено-економската криза. Се формира и солидарен фонд за помагање на здравето на граѓаните
и други социјални потреби на граѓаните. Драги мои сограѓани, знам дека ова е тежок период, но само заедно сплотени и солидарни можеме да ја победиме оваа криза. Нека биде ова време на солидарност, на поддршка и на заедништво. Ние покажавме како преку исправни политики, истрајност и посветеност се рушат сите бариери и се постигнуваат зацртаните цели. Затоа верувам дека сите заедно и овој пат ќе успееме да се избориме и со здравствената и со економската криза. И запомнете, не сте сами во ова. Ќе го надминеме ова заедно. Ви благодарам.